Здраво Македонијо! Добре дојдовте во вечерното шоу во кое ќе ни гостуваат поранешната министерка Гордана Јанкуловска и низиниот сопруг и адвокат Владко Илиевски. Ке имаме одличен разговор со ексклузивни детали, но пред тоа мал брзински слалом низ некои интересни, тешки, малку жешки муабети од деновиве. Но на почетокот, како што бива, мора да стартуваме со добри вести, па се врати, навистина се врати. Кој? После неколку неделна пауза по локалните избори, поранешниот градоначалник на Карпош се појави во својата улога на подкастер и бидејќи изградивме посебен однос со него во периодот на изборите, должност ми е да ви соопштам што има ново кај него. Многу имаше, Стив, по тебе плачки овде Кај кучото. Стив, Кај ви е, Стевче? Кај ви е? Абе, шо е со Стевче работа? Него нема, неќе да излезе на камера, брча така. Еве го Стив у студио. Одма да ви кажам, овој пат не сум јас виновен. Друг некој брмчел. Јас не сум го барал. Но, кога е веќе тука, да го дзирнеме на кратко, да сте во тек, како е, што е. Во двочасовната емисија немаше ни збор за локалните избори, што е и разбирливо, добро? Но исто така имаше и малку куражење од пријателите, што е исто така разбирливо. И другарски. Многу... Види, очигледно тие што коментираат така не го познаваат доволно добро градоначалникот. Па не. Секој вид што е... Кој поглед? Па во секој. Особено карактер. Секој вид од карате што е. Слободен стил. Више немате колеги градоначалници, колеги министри. Како викаше еден наш познаник, абе вие Стевче не го знаете. Вака прави. Шолап, како индијанец. Рамбо. Карате Рамбо најави дека иако е веќе пензионер, немало да се пензионира од политиката, додека не ја направеле државата подобра овие од власта и ќе ја пазел Македонија како Титов војник на стража. Па добро. А зашто и да не се пензионирате? Колку години има? 65 полни. 65. 65 полни. Значи можете и да се Ама вие пензионирате. сте... Политички не се пензионирам. Се пензионирам тогаш кога ќе направат подобра држава овие што се на власт, тогаш нема проблем. значи Они не разбираат. Може мирно да идеме Они не разбираат сега вака. лов, со внуци и све. Додека правите глупости, Стив, вака сега. како Шо не разбираат? на стража исправен Додека Титов си на војник работа- стои. На стража исправен Додека Титов си на војник работа... стои. Супер! Е она што е ново кај Титовиот Рамбо карате војник е тоа што стражарејки над Македонија. Тој има некои нови погледи на животот, политиката и иднината. На кое ниво се сведе нашата политика и со што ги окупираме медиумите. И само една работа да прашам. Свесен ли е народов, остајте го? Власта дали е свесна ако Албанија влезе пред нас у Ево го зборев. ЕУ, што ќе се случи со Македонија? Објасни ти, Стив, те молам, ние го збориме 3-4 емисии поред. Еве народот, слушате. Ајде. Ако влезе Албанија пред нас во Европска унија, лидерите на албанските партии ќе си дојдат кај тој што ја води државата и ќе му кажат: ние не викаме дека сте вие виновни, имате проблеми и не викаме дека сте вие виновни. Ние целосна поддршка ви дававме. Меѓутоа не знаете да ги решите проблемите и не ги решавате, а ние сакаме да одиме, да бидеме дел од Европска унија. Ке ти речат ние сакаме да одиме на референдум и да се приклучиме кон Албанија. Кажи ми што ќе прави, што ќе одговори. Со војска ќе да се тепа, ќе се убиваме, што ќе правиме? Така е, добро чувте. Јакимовски, откако е пензионер, се претворил во Ана Чупеска, која вакви работи раскажуваше во Само вистина кај Видиновски пред година дена, може би повеќе. Каква трансформација! Да ги прифатиме бугарските ултиматуми, бидејќи инаку ќе има војна и поделба на државата. Мислам, вау! Ајде кажи ми, кој ќе биде одговорот на нас македонците и кој ќе биде одговорот на владата? Ќе ти каже, не сакаме крв да лееме, не сакаме мирно да се раздружиме. Вие терајте ги вашите историски права, неправа и така натаму. Пак ќе кажеме, ние не мислиме дека сте вие виновни. Што ќе кажеме тогаш? Најголемата опасност од таму ни доаѓа. А свесни ли сме и кој ќе влезат какви плюс услови па албанците, албанската држава ќе постави кон Македонија?
мала беба има да биде Бугарија. Бугарија така е. Немам пристоен коментар во делот што би бил одговорот на нас македонците. Особено на прашање од човекот кој во своето CV покрај фасадите во Карпош, например, гордо го истакнуваше и он направењето ајвар за време на референдумот за промена на името. Ама кога треба да се напаѓа политички противник, очигледно вредностите исчезват безкрајно, што би рекле комшиите, и веднаш сите стануваат реал политици, карате Рамбо Кисинџери, и ја вртат плочата, бидејќи ете, станало луѓе крајно опасно по обстојувањето на државата. Мислам дека ни на бугарска телевизија немам слушнат овакви тези. На наша имам, ви ја кажав Чупеска, нели? А слично нешто шеговито дофрлаше и Али Ахмет Илани по изборите, кога викаше или ќе влеземе во влада или во Европа. А на времето херојски се боревне, па и заедно против бугарските ултиматуми. И јас сум бил тој што викам не бугари устав и така натаму. Ама сега, кога кажа Црна Гора има А оценка, Албанија има А минус, Србија има Б и се наоѓа овако, а ние сме С, Босна Ф, веќе тука нема играчка. Ние во врска со бугарите треба да одлучиме да што ми оваква ситуација нема дискусија. Треба да имаме на варијанта да се стават во устав. Венко, чуваш ли ме, брато? Твојот коалиционен потенцијал се зголеми од надворешна страна. Лапај си партнери. Одејте пиленца при Венко, да си пејте сладко, сладко. Сменете устав, или ке се подели Македонија. Оф, маки наши, цел живот со исти болести се бафтаме. Ама без гајле, има чаре и за проблемот со историјата, мудриот Стив. Да побараме помош и овие историски факти во кои што ние се конфронтираме со бугарите, да дадат тие свој придонес евентуално на спорните точки дебели ке што имаме, какво мислење ќе дадат и тие меѓународни експерти, и ние бугарите сме должни да го прифатиме и да одиме понатак. Кажано од човекот кој неговото име на американската црна листа го прифати така што тужеше непознат сторител и бараше Стейт Департментот да го преиспитал тоа назначување во црниот ферман на американците. Ама сега за историјата, меѓународна арбитража да кажала, например, Чифе Гоце Делчев или што бил прадедо му на Стив и мојот и на сите наши прадедовци, и ние ќе си го прифатиме тоа. Зошто? За да одиме понатаму. Инаку, војна, распад и уште еден референдум, значи не еден, два. Дали сме свесни дека на оваа земја и престои распад? А во исто време свесни ли сме колку работат бугарските служби да истото тоа да прават референдум делови од Источна Македонија? Вау! Мислам, вау, чуеше, ни Фрчко ова го не беше кажал досега. Ни Чупеска, ни Вилипче, па ни Стевче пред избори до душа. Но од друга позиција, со мудроста и спокојот на пензионерството, се отвораат нови видици, нови согледувања и нови стравувања. Каков тажникав крај на една политичка кариера која имала и добри моменти. Значи, луѓе, не е само што албанците ке си се соберели, ке си ја отцепеле Западна Македонија, туку и делови од Источна Македонија ке правеле референдум за да се отцепат и додат во Бугарија, односно да се приклучат кон Бугарија. Оние што се иселиле по Европа од овие краишта, например, ќе дојдат назад во Македонија. Зошто? За да ја отцепат родната држава и од запад и од исток. Нашата фамозна НАТО членка и хоп, од нигде никаде ќе се подели на уште 3 дела Македонија. Североисточна, северозападна и северосредна, не знам каква веројатно. Например, едно Косово ни по точка разно не ни помислува да се спојува со Албанија. Ниту пак Албанија тоа го сака. Ама, што има везе? Чим решил некој да ги правда бугарските ултиматуми и уцени по нашиот идентитет, тогаш може да развиваме секакви филмови. Или изгледа стварно нечив идентитет бил навистина ајвар, ама не оној референдумскиот, туку оној безобразниот што го дрндаше Калакоз во Скопје. Што да кажам? Резил. И ние треба максимално кооперативни да бидеме со западните земји. Одиме буквално по амбисот. И ние треба максимално кооперативни да бидеме со западните земји. Ти, мајко му стара, каков плот твист или пресврт, што би се рекло. Ама сега е така. Не е проблем од утре повторно да се збори, Мицкоски ке го смени уставот после Конгресот.
например, или после нешто друго, после Нова година. Како што претходно беше дека после парламентарните ќе го сменеше уставот, па не го смени, па после локалните зборуваа ќе го сменил уставот, па не го смени. И сега борците против промена на устав уште и му се лути на човеков дека не сакал да го менува. Ко овде не полуди, тај ни е нормалан. Превод не ви треба. Не знам што да кажам, затоа што видите, тоа и преска коментирав. Во суштина се менува ситуацијата. Че не можеш да го држиш истиот Се став. менува ситуацијата и јас кажувам, јас сум бил Да. против. А гледаш дека се менува, човече, гураат Албанија ќе ти влезе во Европска унија. Па нема да можеш да влезеш и ќе ти се деси тоа, ќе ти дојдат овие браќа, кажете извини баше, ние ќе одиме на референдум, не сакаме да се тепаме, не сакаме крв да лееме, со добро сакаме да си одиме. Што ќе умре? Од први меѓународната заедница тоа нема да им го прифаќа и така натаму, они ќе не почитуваат институции вамо таму, ќе тераме неколку години, и на крај ај здраво. Ето тоа ќе биде. Сега и осеќам дури и вина и грижа на совест, бидејќи сум сигурен дека ваквиот црн поглед на иднината ќе беше поразличен од градоначалничката фотелја. Но сме преживеале ние и пострашни филмови, иако стварно не очекував дека од оваа екипа ќе слушам вакви тези. Карчо, и јас согласувам со тоа што викаш, ако ставиме бугари устав, сигурно ќе бараат нешто плюс, вели ние однатре треба да сме јаки и да не прифаќаме ученици. Се согласувам понатаму, толку. Еве до тука беше, еве да ни А восте ги бугарите тргни ги на страна, одговори прашањето со албанците. Одговори ми го на тоа Знаете ли прашање. што беше одговор? Ама нема да има таму одговор. Бе ти вика сакам да бидам дел од Европа. Па нормално. Ти имаш проблем, не можеш да бидеш. Јас сакам да чао ти Тачно, вика. тачно Стив, Што ќе точно, правиш? точно. Ќе ги собираме Целата деца да идеме да се убиваме. Точно. Нека терат. Страшилото веќе не е ниту Бугарија, туку е Албанија. Чудо што и Србија не е, ама ќе стане веројатно и Србија во догледно време. Тогаш треба финта бе на сите да им направиме и сите на референдум со Грција да се споиме. Што му шматер? Чим така лесно граници и референдуми се прават, менуваат, посебно во една фамозна НАТО членка како Македонија, дај бе бар на Егејско море да си се вратиме и после пазете откако ќе се споиме со Грција. Заедно 5-6 години да подзаборават малку на нас, сите заедно Вардар Егеј, бам, нов референдум ќе направиме и ќе се одвоиме од Грција, ама со се егејскиот дел. А тој е одамна во ЕУ, па и нас ќе мора заеднички да не примат. Нема да го изфрлат егеј од ЕУ, мајко му стара, супер плажи има таму. И чиста работа. Не знае бе луѓе дека толку лесно било ова. Само треба да ти текне. Гледате како позитивно може да се гледа на работите, а не само со војни, крвови поделби на земјата. Само сега, во прв момент, една работа мора да прифатиме според овие луѓе, дека, нашиот идентитет во моментов е наша пречка за развојот. Дека името не ни ги рани децата, дека баму, името е баму, што викаше Зоран Заев, дека све си има цена во животот и чао, одиме во бољи живот, или во влада, или во Европа, ќе каже премудриот Али Ахмети. Како и тој изгледа да е подготвен за пензија, така размислува. Кој знае? Да не ја преземе Стево Дуи, па да ја спои после со СДС. И да предложи од химната да се исфрлат Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев и Сандански, бидејќи ни го кочат развојот. Доволно беше, а? Ајде сега малку да се уазбилиме пред очекуваниот разговор со моите вечерашни гости, екс-министерката Гордана Јанкуловска и незиниот сопруг и адвокат Владко Илиевски. Ке биде интересно, знаете. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив и на Алфа, најавуваме веќе неколку дена, бидејќи има причина за тоа. Вечерва имам ексклузивни гости, особено дамата. Сега да си бидеме честни и искрени, Владко, како презименјаци вака. Така, звезда на вечерта, Гордана Јанкуловска, поранешна министерка за внатрешни работи. Добро вечер, добре дојде. Благодарам за најавата и благодарам за поканата. Дојде во присуство на твојот адвокат и животен сопатник Владко Илиевски. Владко, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Ти си повтор пат тука, еднашка сме разговарале во едни други околности, денес, фала му на Бога, може Горде? И во моје Така, присуство. да, Горде си тука со нас. Одамна сме се договарале дека треба да се седнеме и да
помуабетиме, но нели работите се случуваат кога ќе дојде моментот за нив. Ти имаше така едно екстензивно интервју кај Ландов, имаше уште едно интервју кај Васко Попетрески и така. Ги раскажа оние работи што тогаш јавноста ги интересираше, но сега имаме една нова ситуација. Би започнал со твој цитат, 24 ноември, значи пред 3 дена, ти на Facebook соопштуваш дека Европскиот суд за човекови права објави дека отвара сериозни прашања во однос на документираните повреди на правото на правично судење во предметот против мене за набавката на блиндираното возило за потребите на државата. Овие прашања не се само потврда на целото беззаконие и бескрупулозност на инсталациите на претходната власт во правосудството во однос на мене лично, пишуваш, туку и потврда дека токму тие инсталации беа најмокната алатка за остварување на целите на таа влада и така натака и така натака. Ќе објасниме што ова значи правно, но што за тебе значеше, како се чувствуваше во моментот кога ја дозна оваа вест дека ете една виша инстанца, она на која што нели крајна инстанца на која што може да се обрати еден човек во вакви ситуации решила да го прифатила да го разгледува случајот? Ако речам дека од една страна овој исход на настаните ми беше очекуван, бидејќи години наназад ние и пред јавноста и пред медиумите, сите овие прашања кои се таму отворени, јавно ги отваравме, меѓутоа немавме соговорник. Од друга страна, сепак морам да кажам дека почувствував една лична сатисфакција која во никој случај не значи компензација на сето она што беше на еден вид на штета и трауми преживеани во изминативе десетина години, но не можам да речам дека не ми беше драго. Напротив, почувствував и една правна сигурност, затоа што конечно она што го повторувавме со години, еве веќе една цела деценија, имаше кој да го слушне, имаше кој да го разгледа и утврди дека навистина сето тоа што е наведено во апликацијата се прашања кои заслужуваат должно внимание и многу сериозно треба да бидат разгледани. И јас не би сакала да навлегувам детално нити во содржината, нити во суштината на тие прашања. Можеби Владко повеќе ќе зборува на таа тема. Затоа те викнавме, Владко. Но самиот чекор што го направи Европскиот суд за човекови права е и порака до нашата држава, значи до правосудните органи, дека порано или подоцна секогаш може да се направи проверка на она што овде е сработено, затоа што знаете во атмосферата кога се носеа пресудите, кога се водеа истрагите за овие предмети, едноставно луѓето кои беа актери во целиот тој политички прогон беа недопирливи. Што и да сакаа можеа да направат, нема никаков коректив. Се што ќе излезеше од нивната пропагандна машинерија беше апсолутна вистина. Секој што ќе кажеше или што ќе поставеше прашање што на нив не им се допаѓаше беше сатанизиран, беше државен непријател и едноставно се создаде една таква атмосфера на јавен линч каде што и луѓето кои ги согледуваа сите тие аномалии и пропусти едноставно одлучуваат да се воздржат од коментирање за да не се воведат себе си во некоја непријатна ситуација. Така што задоволна сум што Европскиот суд за човекови права конечно го направи овој чекор. Секако ова е еден од чекорите, се уште не сме дошле до финалната цел, меѓутоа многу помина, одиме понатаму и го очекуваме крајот и мислам дека со право очекуваме позитивен исход од оваа апликација. Оваа апликација за случајот Тенк. Владко, може ли да ни објасни сега од правнички аспект? Прво, процедурално, во која фаза сте сега? Ова е првата бариера што се минува или не? Да. Што понатаму формално правно ќе се случува? Првата бариера е кога првиот одговор по однос на поднесената апликација, тоа е или добивате бар кодови во кои што ви односно бројче со кои што судот ви известува дека е земена во разгледување апликацијата или во старт се проценува дека е апсолутно недопуштена и се одбива. Таа фаза, да речеме, после 3 до 4 месеци од поднесувањето на апликацијата.
Ова фактички му доаѓа завршување на нека втора фаза, каде што судот ги оценува наводите, ги прегледува и слично. И одговорите од владата допрва ќе дојдат. Допрва, да, тоа е веќе трета фаза, да речеме, кореспонденција со владата, каде што владата во рокот кој што е даден треба да одговори на овие прашања, па потоа ние се произнесуваме на тие одговори, па најчесто потоа и владата се произнесува на нашето произнесување. Во секој случај ќе, доколку не знам, не се одважи и бирото да малце да го забрза тој процес на одговарање, многу веројатно е ова да потрае барем уште 7-8 месеци, а може и повеќе. Што всушност, и двајцата може веќе за овие позиции да зборуваме, што всушност на што всушност се жалите, обжалувате, така, бидејќи ова е фактички процес на обжалување на пресуда, Да. така која што го завршила, го поминала својот пат во домашното правосудство. Па, знаете, обжалување може би не би бил вистинскиот израз, бидејќи судот во Европскиот суд за човекови права не е некоја повисока инстанца или четворостепен суд, туку е институција која се грижи дали националните судови се држеле до правата кои ги штити Европската конвенција. Тоа е Европската конвенција за човекови права, значи дали апликантот, без оглед по однос на што е неговата апликација, ги има процесните права кои се задолжителни во едно цивилизирано демократско општество. И во најголема мера, иако ретко, но сепак понекогаш судот навлегува и во материјални прашања, главно суштината на постапките се однесува на процесните правила, затоа што без стандардна, без фер судење, без стандардизирана и предвидлива постапка, вие не може да дојдете до правична постапка. И токму нашите забелешки во апликацијата се однесуваат во најголема мера на правото на правично судење. Сега правото на правично судење има различни аспекти. Аспектот на начинот на кој е водена постапката, аспектот на квалитетот и начинот на кои се прибавени и презентирани доказите. Дали двете страни биле еднакви во судница, бидејќи знаете во судница обвинителството и обвинетиот треба да имаат еднакви права. А судот е независен арбитар кој не завзема страна, туку цени кој од нив подобро ја докажал својата теорија на случај, што кај нас воопшто не беше случај. Ние имавме еден сојуз добро организиран против обвинетите и одбраната, но можеби ќе зборуваме за тоа подоцна, така што тука имаше серија на прашања кои ние ги отворивме и на наше задоволство Европскиот суд за човекови права речи си по однос на се она што од наша страна беше апострофирано како проблематично однесување на националните правосудни органи, го препознал како квалитетен аргумент и бара одговор од државата која е тужена во оваа постапка да се произнесе по однос на нашите наводи. И сега државата ќе се произнесе и понатаму си продолжува процедурата. Рековме, очекуваш, јас очекувам, реално очекувам позитивен исход. Што би значил? Јас, значи, може би некој ќе рече дека доста самоуверено настапувам, меѓутоа, знаејќи ги аргументите и низ моето лично присуство и учество во таа постапка, слободно можам да кажам дека немам дилема каков ќе биде исходот, иако нормално е дека ќе треба да сочекаме постапката да заврши. Но квалитетот на доказите кои ги понудивме и проблемите кои ги посочивме се толку длабоки, а нашите тврдења толку добро аргументирани, што навистина не гледам каде би се нашла одбрана против нашите позиции или па образложение зошто нешто било така како што било, а според нас не е требало да биде така. Нема, сакаш да кажеш, нема габарит како Добрилака Царска во Европскиот суд за човекови права? Па, јас мислам дека со
нејзиното дело во наводници, Европскиот суд за човекови права ќе има работа во Штета што таа ќе периодот биде што во пензија, следува. која ќе заврши Европскиот суд за човекови права со анализа на незиниот лик и дело. Владко, има ли реперкусии некакви, доколку, еве, хипотетичко сценарио, нели, го добиете случајот, според конвенцијата или не знам, некако на некој друг начин уредено, да или во нашето законодавство да е тоа усвоено, нели ние ги нивелираме законите, ги адаптираме согласно европската регулатива, некакви реперкусии по однос на судијата, затоа што на крај што ќе се случи? Ќе добиете пресуда во ваша корист, државата ќе си плати оштета и така натака. Судијата дали нешто може да му се случи правно? Знаете како порано имаше директна правна основа да се бара одговорност на судијата, тоа беше во поранешниот закон за судски совет, каде што изрично беше пропишано дека доколку на некој судија му биде утврдена повреда на правото на правично судење на неговата пресуда што има донесено, му следи разрешување. Меѓутоа, знаете, тоа не е баш секогаш така едноставно да се утврди кој судија е најдиректно инволвиран, бидејќи нели треба да се поминат сите инстанции, па сега тоа дали бил основниот судија, дали судијата во апелациониот суд или во Врховниот суд. Под изговор дека наводно Венецијанската комисија имала забелешки за таквата одредба, таа беше укината. А имала стварно или си го измислите? Па не знам, јас не сум слушнал. Но доколку се има желба и волја, не мора да има изрична законска одредба што тоа го пропишува. Секако може да се утврди одговорност, но нели за тоа треба да има интегритет кај членовите на судски совети и желба и волја да го направат тоа. А и да, доколку во меѓувреме не заминал во пензија судијата, а реално добар дел од нив се или заминети или доправа ќе заминуваат во следниве години во пензија, така што реално тешко е да се очекува под претпоставка да има позитивна одлука од Страсбург дека ние ќе можеме да бараме некоја одговорност на професионална одговорност. А може ли лично да се обратите пред судовите? Дали има основ, опција секако дека постои, за приватна тужба против конкретна, еве зборуваме за Добрила Кацарска, или таа е сега тефлон, дури е судија на Уставен суд? Па не, приватна тужба. Сега видете, јас уште на времето барав да се разреши, малтене тоа беше крај на 18 или почеток на 19 година, токму заради една од повредите кои што беа изнесени после во апликацијата пред Страсбург. Но сето тоа отиде во ветар, нели судскиот совет едногласно го одби моето барање. Не сметаше дека има повреди, што доволно збори за сервилноста на судскиот совет, поданичкиот однос, интегритетот, знаењето. Тоа, види, 2% што се на ниво на анегдота, не знам дали се 2, дали е 0,2, но нели 2% доверба на граѓаните, перцепцијата на граѓаните за како функционира правосудниот систем во Македонија, доволно говорат. А може би тие проценти биле повисоки во таа 2015-16 година, кога почнаа бомби, ПСЈ и така натака. Како се чувствуваше, Горде, кога го слушна предметот? Ова беше едно од првите, Титаник беше прв предмет што го обзнани, ама ова веројатно беше едно... Но ова беше прв предмет кој влезе во судска постапка. Може слободно да заклучиме дека тоа беше поради нивниот интерес да го затворат Груевски, така? Што е можно побрзо? Нивниот интерес беше што е можно побрзо да има завршен предмет, што ќе биде на некој начин, да се изразам, ако можам така, показна вежба по однос на сите други, каде што ќе се покаже како поминува и што ги чека другите, ако не се вклопат во замисленото сценарио на тогашната владеачка структура. Како се чувствував кога прв пат, еве да речеме, дознав дека постои таков предмет? Прво, знаејќи ја целата таа постапка, таа не е ниту некоја сложена, ниту некоја обемна постапка, па и не беше толку далеку во минатото. Прво, не ми беше јасно зашто би можело таму да има постапка.
Потоа, нели, во текот на истрагата ме повикаа да дадам изјава и од тоа што ми го кажа, апсолутно беше нејасно што точно истражуваат таму, посебно заради тоа што јас, иако бев министер, никогаш во мојата кариера, и тоа е подкрепено со документи, и секој кој сака и до денешен ден може да направи увид и да го провери, ниту еднаш и во ниту една постапка за јавни набавки не сум учествувала. Значи, јас првиот ден, кога дојдов во Министерството, овластувањата ги пренесов на помошникот министер, затоа што прво никогаш не ми било во фокусот на интересот што се набавува, како се набавува, бидејќи јас не сум експерт од областа на безбедноста по професија, јас сум правник. И мојата работа е да менаџирам и да ги креирам политиките на Министерството, а не да се занимавам со техничка оперализација и набавки на сето она што е потребно за негово функционирање. Има луѓе што се многу поквалификувани и поискусни за да, нели, таа една машинерија и специфично стручни функционира непречено, затоа што посебно па во МВР се набавува од хеликоптер до моркови и тоалетна хартија. Значи, треба вие да имате едно сериозно искуство во таа област и не ми беше јасно зошто мене ме повикуваат за нешто за што навистина јас не сум учествувала во тоа, но не се. Потоа кога веќе го добивме обвинителниот акт, нели, настрана нашиот субјективен впечаток, иако јас за себе не сметам дека сум некомпетентна да оценам дали има или нема простор за кривично гонење, сепак тоа е дел и од мојата примарна професија. Сите со кои разговарав, не им беше јасно како може да има обвинение некаде каде што никој не е оштетен, затоа што да биде работата уште поабсурдна, во овој предмет нема оштетена страна. Значи, еве, јас ја издржав казната, ги помина предметот сите инстанции, никој не се легитимираше како оштетен и јасно никого не платив оштета. Платив судски трошоци, паушали, се што нели доаѓа, меѓутоа оштетен немаше во овој. Не може да има. Значи, не може да има дело ако нема кривично дело ако нема оштетен, затоа што е кривичниот законник? Збир на одредби кои штитат некое заштитено добро. Кое заштитено добро е повредено? Ако е повредено заштитено добро, некој со таа повреда е оштетен. Овде такво нешто немаше, но по секоја цена се одеше жестоко дека мора да има пресуда, има некоја зацртана динамика. Нас на почеток не ни беше јасно зошто мора да одиме во суд секој ден од 8 до 10 навечер. Дури имаше и ситуации кај што од објективни причини нема, можеш да немаше услови судењето да продолжи. Еве, сакам да го спомнам и Ѓоко Поповски. Човекот имаше сложена здравствена состојба, па имаше изјави дека на смртна постела ќе го гонат и не знам уште што. Значи, тоа или беше? Значи, тоа не беше предмет од такви размери и толкаво значење за да беше редовен предмет, не беше ни во итна постапка, бидејќи на никого не му беше изречен притвор, немаше никакви мерки во тој предмет, но сепак се инсистираше на негово брзо завршување. Така да, ако на почетокот беше нејасно зошто се форсира, како влеговме веќе постапката, на сите ни беше јасно дека целта зошто токму тој предмет се форсира е затоа што не беше обемен и тие го видоа како многу податлив да бидете трофеи. Да биде буквално трофеј на таа власт дека секој може да ја помине истата таа голгота ако се осуди да направи нешто што на нив не им се допаѓа и впрочем на крајот така и се заврши. Потсетува многу на тој период за кој што нели сме слушале, сме читале или ни раскажувале по старите на тоталитарниот комунизам, ама тогаш барем двајца сведоци се барали, така? Кога сме кај сведоците, извини Владко, сакам само да апсурдот да биде поголем, сите сведоци на обвинителството сведочеа во наша корист. Ама тоа е тотално неважно. Кога те суди Добрила Кацарска... Знаете, ова е она што го препишуваат на Берија од времето на Сталин, као има некоја негова позната изрека, вика: покажи ми го човекот, ќе ти кажам зашто може да биде осуден. Значи, буквално небото им беше граница. Значи, не е битно зашто, битно е само да определат кој човек сака да го осудат, ќе му најдат што.
еве конкретно ваков апсурден предмет со апсурдно обвинение, каде што нема штета, каде што реално не морало ни воопшто да се прави набавка за такво возило, бидејќи тоа е од областа на безбедноста и Законот за јавни набавки има одредба која што исклучува постапка за јавна набавка, може со непосредна спогодба, каде што тоа е набавка на возило кое што е исклучително потребно и неопходно за државата, каде што е набавено по редовна цена, каде што и самиот вештак на СЈО не утврдува дека сумата надминува таа реална мала, некој мал процент на заработка, каде што во претходна некоја постапка на фирмата да го продаде нормално. Каде што во некоја претходна постапка што се водела во Министерството при обид да се набават половни возила, цената на тие половни блиндирани возила не отстапувала од цената на ова ново возило. Значи со сите тие правни небулози и апсурди одлучија дека може да се гони и да се осуди некој. Затоа што како што кажавте, им беше потребен трофеј. И беше згодно, мислам дека сакаа да го покажат како символ, како епитом на некаква раскалашеност на власта, како викаше Сенека од Муртино, забегале, и нели се видите каква скапа кола купиле, божем, дома, нели сте си ја носиле колата. Тие се изнавозија во таа кола, кој да дојде висок странски гостин, нема во кој друг автомобил да се вози, нели сега кога беше опсе самитот, изнајмувавме такви возила од кои да има, но во тој момент, ете, во таа атмосфера на хајка на линч, така беа нацртани работите. Во таа атмосфера единствено пропагандната машинерија на тогашната власт диктираше што е лага, а што е вистина. Има зацртана агенда и таа мораше да се спроведе по секоја цена. Инаку, од аспект на тоа дали возилото е ефтино или скапо, секој може да ги провери цените на таков вид на возила и не само тоа, туку и да провери колку било која држава и помала од нас и понеразвиена колку такви возила поседува. Затоа што безбедноста мора да биде да испочитува некои минимум стандарди. Значи ако си држава, апсолутно. Ние со поседување на само едно такво возило се уште сме далеку од минимумот стандарди. Тоа е како да зборуваме дали хеликоптерите кои што ги имаме се скапи или сме можеле да купиме ефтини половни или не знам какви или некој што ги отпишал некој друг. Ако си држава мора да има. Ние реално и авион треба да имаме. Асален и нормален, но нели сега го кажеш ли тоа одма ќе почнат со пресни. Тоа е ефтин популизам, демагогија. Но мене ме интересира, знаеш што, Владко. Во тој период, односно веројатно Горде можеш ти да ми одговориш подобро на ова. Во тој период беше магепсан, ако може така кажам, голем дел од народот. И беше поттикната, разбудена таа омраза кон тогашната власт, нели? Режимот на ВМРО, режимот на Груевски, онаа позната некрофилија која што ја користеа, злоупотребуваа во кампањи за Мартин Нешковски, за Смилковско езеро, за Диво населје, за Никола Младенов, Малечката Тамара, еве на 5 случаи, ги зборуваа по митинзи, предјавуваа дека божем во бомбите, како викаше, ако ја пуштам за Смилковско езеро, ќе има граѓанска војна. Мислам дека таква изјава имаше некаде на тогашниот премиер. Какви беа, зошто беше таква општествената атмосфера, се интроспективно замолувам, кои беа тие слабости во системот на владење на ВМРО до тогаш што придонеле кон тоа да луѓето, дел од луѓето му бидат на тацна дадени за да ги обземе со пропагандата тогашниот претендент за премиер. Само јас на почеток да кажам нешто, па Горде може да продолжи. Мислам дека тоа јас и го кажав на социјални мрежи, мислам дека тука станува збор за едно злосторничко здружување. Значи тоа беше еден сплет на повеќе актери кои што беа вклучени, извршна власт, судска власт, медиуми, па и дипломати, ако сакате, невладин сектор. Значи, се создаде едно здружение кое што имаше за цел по секоја цена да
да падне ВМРО ДПМН од власт и да заглават одредени луѓе во затвор со цел на тој начин да се направи одредена кадровска политика внатре во ВМРО со точно определени кадри кои што мислеа дека можеби највеќе им пречат да ги елиминираат и на тој начин нели полесно да дојдат и до власти и да го сменат името. И да го сменат името што беше крајна цел. Може да продолжи. Јас се сложувам апсолутно со се што кажа Владко и само ќе се надоврзам на тоа во однос на воведот кои биле и какви биле слабостите на владењето. Сигурно си размислувала така. Факт е дека слабости имамо. Понекогаш и во екот на настаните некои работи не ги ни перцепирате, не ги ни согледувате затоа што едноставно ве носи реката од настани и дневната динамика на проблеми кои треба да ги решавате. Адреналин. Кои сега од една временска дистанца можеби и со една поголема и професионална и лична зрелост може би ги направиле и поинаку, меѓутоа неспорно е дека владата на ВМРО ДПМН имаше исклучителни резултати кои потоа беа неповторени. Но да се вратиме на слабостите, какви и да биле слабостите, по замената на власта, ние видовме многукратно поголеми слабости, многу поголеми злоупотреби од оние што тие ги најавуваа како спектакуларни. Видовме национални како пупка, викаше, национални предавства, компромиси по однос на сите прашања кои биле незамисливи во историјата на Македонија. Така што не беа слабостите на владата клучната причина заради таа негативна енергија што се создаде. Клучната причина беше токму таа спрега помеѓу повеќе општествени чинители кои беа анимирани во една за нив повисока цел, односно промената на името, затоа што после толку години владење на владата на ВМРО ДПМН веќе беше јасно дека по однос на одредени прашања може да се разговара, но има граници после кои не може да се премине. И веќе кога на сите им стана јасно дека и да се врши притисок на различни нивоа уште 100 години, позициите на таа структура раководна во владата и во партијата има одредени граници што нема да ги помине, тогаш беше направена една таква стратегија каде што се направи една страшна пропагандна машинерија која буквално ги труеше граѓаните со нивната пропаганда и резултатот го видовме. Ти си, ако не грешам, најдолго време на позицијата министер за внатрешни работи. Па за сега да. Така 2006-2015 година, но контактите, познанството со работката со поранешното раководство на владата датира од претходно, нели? Во однос на пропагандата, се сакам нешто да прашам. Тогаш се обидува и низ тие бомби да пласираат наративи дека и ВМРО преговарало за името. По кафиња, нели, знаеле да зборуваат дека своевремено пред да дојде на власт уште Груевски ветил на странците, нели, тоа митолошко суштество кое што ни го контролира животот вака како велики брат. Им ветил решавање, но го одложувал, ги излажал и на крај ја платил цената. Знаеш ли ти да има вистина во нешто од ова? Видете вака сега, кој на кого што ветил, јас можам да зборувам во свое име и за настани на кој лично сум присуствувала, јас на ветување не сум присуствувала. Меѓутоа, факт е дека ВМРО ДПМН е државотворна партија која секогаш разговарала за прашањето од национален интерес. И не е воопшто несвојствено на било кој висок представник на државата, кога едно прашање било кое од значење за неговата држава ќе биде отворено во некој форум да разговара, да аргументира ставовите, да се развиваат, да евалуираат, да се прават различни сценарија. Меѓутоа, ако било ветено, ќе било и остварено, ама не беше остварено. А тоа дали се разговарало, прашањето за нашето уставно име
е прашање кое е отворено од првиот ден на независноста Така е, на да. Република Македонија. Значи, ќе излаже оној што ќе каже дека на состаноците на високо политичко ниво тоа прашање не било на агендата. Секогаш било на агендата. Но тоа не значи дека но тоа не влегуваш во значи дека ако решавање- се впуштиш во разговор, ветуваш дека ќе го смениш името на тој и тој начин. Дури и разговор по определени опции не може да се квалификува како ветување. Ветување е ова што ни се случи. Некој ветил дека ќе испорача и видовме на кој начин беше испорачано тоа што било се ветено. колнеше во деца дека нема да го остори тоа што ќе остори. Сакам малку сега на судењето да се вратиме, бидејќи се е поврзано конкретно со случајот Тенк и судивката Добрила Кацарска. Добро дел од ова што Горде го раскажува, како да го зборува и за случајот 27 април. Исто, динамика, каква што човек не може ни да замисли, на предпостави, зашто е таква предмет, кој што викаш, каков е овој предмет, како е воопшто издизајнирано вакво обвинение и по законите на не знам, судските чуда, и двата предмети ги водеше Добрила Кацарска, легендарниот правен габарит од Македонија, кој што не беше награден, туку чисто ради што е ултраспособен правник, заврши во Уставниот суд на Македонија, од старт како председател на тој Уставен суд, а претходно баш во случај за 27 април, Уставниот суд ја суди за една повреда, тешка повреда беше тоа на процедурата, кога казни адвокати во судница, ги бркаше од судење, па ги врати, па викаше други адвокати. Една каша попара народски кажано, но сигурно јас грешам, бидејќи таков правник не може да погреши. Цинизмот на страна. Владко, може ли да не е убаво, нели, да се преживуваат тие моменти? Јас некојаш кој ги гледам сликите од нашите рочишта, викам како некој друг живот да било тоа, но таа атмосфера во судницата, може ли да ја објасниш вака за луѓето кои што, фала му на Бога, немале допир контакт и дај Боже никој никогаш да нема контакт со Знаете, такво нешто? јас за предметот Тенк не бев бранител на Гордана, меѓутоа она што се сеќам и мислам дека ќе се сеќам до крај на животот е кога на рочиштата имаше видеозаписи и им даваат CD-ња. И еднаш Гордана пушти CD во компјутерот дома и кога го слушнав гласот на непочитуваната председавачка на судечкиот совет. Лицето ДК. Значи, кој ќе го чуете тој глас, да. тоа значи Јасно доволно ти е. ви кажува каков ќе биде епилогот. Мислам дека вака паралела на тоа би можело да се најде со председателот на Народниот суд на Третиот рајх Роланд Фрајзлер, кој што беше воедно и обвинител и судија и джелат и кој што имаше такви театрални настапи во судница што го смрзнуваше крвта во жилите, на тоа ме потсети. Тоа е вака еден, да речеме, можеби сликовит или сликовито вака Опис, меѓутоа и реално, значи фактот што тоа веќе во повеќе наврати го кажав, значи Гордана беше осудена уште пред да почне судењето, бидејќи нели за незе не смееше да има друга пресуда освен осудител. Постапката се раздвои и кога беше прогласувана пресудата за Груевски и Ѓоко Поповски, јавно каже, и тоа е содржано и во самата пресуда, дека Гордана го поттикнала Ѓоко Поповски да ја изврши набавката. Фактички вака, пресудата се носи, твојот случај е издвоен од другите двајца. И не е ни започнат. Не е ни започнат. Да. Иако не е ни започнат, во пресудата веќе Кацарска ја суди. Да, целосно пресудата е напишана како да ми е судено и на мене. Значи, А не си во случај, туку е издвоена после. Се уште не сум добила ни можност ни да се произнесам по однос на вината. Зошто нели секогаш може да постои кажеш, опција? виновен сум, не сум, Можам да. се да кажам. Да. Јас се уште ја немав ни таа можност кога таа напиша пресуда. И потоа истата пресуда беше само уште еднаш рециклирана, избришани имињата на Никола Груевски и Ѓоко Поповски, нели доставена до нас како странка. А судијата во принцип, нели, по закон за
Не смее со предубедување Не да смее со влезе. предубедување, со предрасуда никаква. А тогаш што би било поентата на постапката ако судата судијата има однапред формирано има, мислење? без да види докази, Ние без да влегуваме слуша во искази. судница за да ги спротиставиме нашите теории на случај. А фактички вие сте влегувале во судница само за театар и декор. Ние влегувавме во судница за да се исполни каква таква форма Еве, да не е дека- која и како да. таква не беше до крај исполнета, бидејќи и формалните прерогативи на една судска постапка не беа исполнети до крај. Имаше многу, сега, знаете, од оваа гледна точка малку изгледаат комично, но воопшто не беа Беа смешни трагични, тие да. ситуации внатре во судница, кога ние нели без оглед што се случуваше внатре, по секоја цена настојувавме да кажеме тоа што имаме да кажеме, да побараме збор, да прашаме, Нормално се да бориш. укажеме човечкиот инстинкт на борба и по однос на нашите произнесувања право на приговор има спротивната страна. И во услови кога спротивната страна не реагираше, председателот на судечкиот подбуцнуваше, совет ги така? повикуваше колешке или колега, зарем нема приговор да вложите на ова. Понекогаш тие беа и деконцентрирани, можеби не беа максимално фокусирани на тоа Не им го што го напишале се зборуваме во сценариото. и се наоѓаа во една, како да речем, малку нелагодна ситуација, па ќе побараат пауза, всушност да се консултираат за што треба да вложат приговор. Вака од оваа временска дистанца можеби тоа изгледа и смешно, но воопшто не е смешно кога се работи за вас, За впрочем живот. го имаш и доживеано. И гледате, да се изразам така, колку е саатот. Таа Фарса, алијанса, обична фарса, мислам. таа алијанса на судијата и обвинителот, нели, кадијате, куди кадијате судили, не реагира воопшто со чудење на тој пример за главниот судија обвинител на третиот Рајх. Какви беа тие луѓе, со какви морални вредности кои што помислија дека се мали богови и дека бидејќи на крилата на политичките, геополитичките процеси ќе може да прават што сакаат, од СЈО до Вилми до Кацарски и така натаму. Па, Не ти доаѓа да искинеш најпрви- дипломата и да решиш како јас да бранам некого, било кого во оваа држава, ако вака се раздава правото. Знаете, очигледно станува збор за неки болно амбициозни луѓе со можеби и со неки патолошки примеси кои што се спремни да газат и по лешови со цел да остварат некои своји амбиции во кариерата. Можеби и за некои други надоместоци, не знам сега да не шпекулирам, но во секој случај Не е жално шпекулација, има случаи за бонусите на СЈО, на пример, кој што нели се крие по Да. фиоки и се забранува, кој што е така за замашни суми се зборува. Жално е што потврлија сите судски инстанции, значи не е да речете сега проблем само на Кацарска, еден не. судечки совет, туку Апелација што направи? апелација, знаете, можеби најтрагично е тоа што во Врховен суд еден од членовите на советот кој што одлучуваше по модерниот правен лек е поранешен судија во Страсбург. Сега, значи, поентата зашто поранешните судови Од Страсбург се во Врховен. се вработуваат за во да Врховен нема- за да го имплементираат тоа, Точно. тие стандарди да ги имплементираат во нашето судство, а не да ги аминуваат сите овие проблеми тука со кои што се А тоа ако соочуваат. заминал по заслуга таму, а не по политички Па, предвидени без оглед договори. како заминам, после 9 години поминати во една таква средина, човек би требало да прими дел од тие вредности. Може би биле заинтересирани да примат само плата од 9000 евра, мислам беше тогаш месечно. Горде сакам да те прашам сега нешто во врска со квалитетот на луѓе за кој што почна Владко да одговара. Ти пројде дел од казната во исто време со Катица Јанева. Да, да биде иронијата Ако поголема, животот пишува романи и драми, ова така беше. и од денешна перспектива може да така Фелиниевски, Тарантиновски гледаме на нештата, иако нели нема ништо забавно во затвор. Но имаше ли кај неа момент на признание дека била втурната или дека несвесно прифатила некакви си ангажмани или не знам, каење или
некаков обид да воспостави било какви човечки односи со Така сега јас по однос на нејзините чувства, размислувања, не би сакала да одговарам и да се произнесувам. Може би во некоја прилика ќе има можност таа сама да каже како се чувствувам визави некои своји постапки, дали се гордеја, дали се каја со нив. Навистина не би сакала ни вредносен суд да давам во однос на тоа, но можам да зборувам од мојата лична перспектива, без оглед во која средина и во која окружување ќе се најде човек, пред се треба да остане доследен на сопствените стандарди на однесување. Јас и во таа средина се однесував кон сите, вклучително и кон неа, со еден коректен однос на почитување. Имавме, да речам, некаква нормална комуникација, која е неопходна кога живеете во еден толку мал микросвет. Меѓутоа, нити со неа, нити со било кој друг, не мислев дека тоа е амбиентот и атмосферата и местото каде што јас дополнително треба да градам некои посебни меѓучовечки односи или пријателства или непријателства. Да. Едноставно, мојот приоритет беше колку што може побрзо, ако така може и да се каже, времето да помине, да не навлегувам во конфликти, дискусии, да си ги гледам моите интереси, да се борам за она што мене ми беше значајно во тие моменти и практично така и ги поминав годините кои ги поминав таму. Така што за Катица сигурно ќе добие можност самата да се произнесе. Не сме имале директен конфликт, не сме имале ни некои посебно блиски односи, сме имале една секојдневна комуникација, каква што налагале условите во кои двете се најдовме, а се најдовме во услови каде што буквално животот, секојдневието го поминувавме на 1 метар оддалеченост. Во една прилика даваше интервју исто за Кристијан Ландов, а Лалда му е и за тоа интервју, кај што во една прилика рече, еве дури ќе кажам Македонија без Северна, бараше некакви амнестии и така натака, зборуваше колку била ценета во затворот, божем, тоа е императивот. Сам да кажам, вака, јас лично анализирајќи, како обичен човек, не се воодушевив од, односно не го променив својот впечаток на невоодушевеност од незината вештина на управување со сопствениот интелект. Така, убаво го обландирав ова. Како дојдовме во ситуација да една таква личност, мимо тоа 624 и така натака, ја добие најголемата моќ во одреден момент во Македонија, во неуставна категорија, наречена специјално јавно обвинителство? Па знаете, според мене не случајно се одбираат такви ликови, не е ништо подобар ни поранешниот премиер, нели, Заев. Бидејќи тие се најподатливи за манипулирање и за управување од страна. Значи, луѓе без знање, без интегритет, без интелектуални неки посебни склоности, кои што ќе бидат само инструмент, како алатка за остварување на некои повисоки цели. А тука не би исклучил дека можеби и на тогашните главни актери политички во државата им беше од интерес, наивно верувајќи дека таквите ликови ќе може да ги контролираат, и затоа ја избра Катица Јанева, бидејќи тоа, колку што знам, беше консензуален избор на најголемите политички партии, пржински. Што се покажа многу наивно. И тоа, знаете, знаеме чив проект беше СЈО, кој го црпна Заев од Муртино. Така да тоа говори... Според него Господ, но тоа говори да верувам дека е некој друг. Колку тие актери не почитуваат, колку не ценат и колку навистина сака да бидеме дел од тоа, од Европската унија или од таа меѓународна заедница. Ова е еден случај, зборуваме за Тенк пред Страсбург, како бранител, имаш информации за, сега не знам дали си го бранел
миле или не, но бидејќи експертизата ти е поврзана со Европскиот суд за човекови права. Имаме ли други апликации таму? Може ли уште добри вести за луѓето кои што преживеале на Голгота да очекуваме? Да, значи има уште сега во понеделник има за уште 2 апликации јавно ќе биде објавена комуникацијата со владата, односно ќе бидат јавно објавени прашањата кои што Страсбург ги поставува до владата. Едната е апликацијата за Гордана во врска со предметот Титаник, односно помилувањето што го има таму, а што не беше прифатено од страна на националните судови во Македонија. И вториот е Миле, кој друг би бил, како еден од најпритвораниот функционер во оваа држава, односно притворот кој што му беше изречен во предметот ТНТ, ако не се лажам. Што е овака особено впечатливо за тој случај, каде што еден од обвинителите на тогашното СЈО како главен аргумент зашто бара притвор за Миле, кажа да си биде рад и да не го боли глава, нешто во тој стил. Го притвара Миле за да си јанакиевски, за да си бил рад. Јас знам, притвор се определува по неколку основи. Три основи. Опасност од бегство, повторување на дело и влијание врз постапка и сведоци, а нема таму да си биде рад. Да. Обвинителот. Тоа кажува за целата арбитрерност и самоволие да го побарам тоа, добро? Целата арбитрерност, самоволие, незаконитост при барањето и при определувањето на притвори и третирањето на притворот како казна, не како мерка за обезбедување на присуство на обвинетите. Обвинителот Бурим Рустеми, кој го води предметот ТНТ, вели дека барал притвор за да биде рад. А тоа не го сторил порано, бидејќи јанакиевски веќе бил во притвор. Тој би го 2 притвора би му... Па знаете што правиат тогаш, посебно со Миле, значи така ги комбинира притворите да тој буквално не излезе ни тој еден ден. Да. Ќе заврши еден предмет по друг предмет и така и она што беше карактеристично за овој случај е што воопшто тој не беше ни изнесен пред кривичниот совет кој му го определуваше притвор, така да немаше можност воопшто ни да се произнесе по однос на водите да бил рад обвинителот. Така да за Мили на портирот му дале овластување кога ќе дојде барање тој да подпишува да бидејќи нормална човекова реакција, човековата природа е некојаш и со хумор, со иронија да се соочува со многу комплицирани состојби. Знаете, вие знам, јас, нашите семејства знаат што значи кога ќе чекаш на 30 дена истек, дали ќе ти го продолжат или не, и се надеваш, бидејќи човечки е па и да се надеваш, иако знаеш дека одиш... Посебно ако имаш аргументи. Апсолутно да, точно. Тоа некако јас си го абсолвирам, нека нели ни крив ни должен, ама али да, кога имаш и секогаш мислиш дека навистина добро ги презентирав, кажав се што требаше да кажам, овој пат ќе ме слушнат. Сега мислам дека е најјасно до сега што имам објаснато, меѓутоа исходот секогаш беше истиот. Тие луѓе и ден денес се во правосудниот систем, освен ако некој сега од вклучените... не само што се, туку и напредува во кариерата. Напредува, точно така. Се во више обвинителство, во републичко обвинителство. Па речи си без исклучок, обвинителите од поранешното СЈО сите имаат метеорска кариера. Значи добра селекција тоа, значи. Може ли да сонуваме за мрднување од мртва точка во однос на квалитетот на раздавање на право во Македонија, што е клучен предуслов за доверба на било кој човек во државата. Нели, бидејќи и да немаш личен пример, личен предизвик на суд, било што да е, од тужба за извршител за неплатени сметки или не знам некаква делба на нива и така натака, не зборувам за високопрофилните случаи. Таму априори сите знаат, ова е политички и ќе заврши вака или онака без оглед на аргументите. Но и обичните луѓе надвор од светлото на јавноста се соочуваат со огромни неправди, а и оние што немаат контакт, немаат лична приказна, знаат некој што има. И сега но окото е вперено кон високопрофилните случаи, кон инволвираните актери во тие случаи. Како да сонуваме за мрднување од мртва точка, ако не се расчистува со
ваквите позиции, при што се јас го знам правниот проблем, како би се расчистувало, еден ден кога ќе дојде пресуда од Европски суд за човекови права, имаш основ да кажеш еве црно на бело, ова господинот Рустеми не смее да дава притвор за да биде раат, или Вилма да вика го заборавив, го ставив и го заборавив. Според мене, знаете, имаме една малку шизофрена ситуација во државава, да од една страна постои консензус дека не се добри работите во судството, дека мора да се прават промени, но од друга страна, еве, кога собранието ќе изгласа интерпелација за одредени членови, да речеме, на судски совет, одма почнуваат реакции, негативни коментари во извештаи на Европска унија или слично, дека се меша. Океј, кажете на кој начин да се направат тие промени, ако не преку евентуално некои вакви чекори кои што единствено му стојат на располагање на собранието. Како да очекуваме тие самите меѓу себе да се разрешат, кога сите се тие, како што кажав, едно злосторничко здружение кое што било поставено поради од партиски причини и кое што е заштитено од законите што самите ги донесоа и буквално не може да се направи пробив и да се сменат тие ликови таму. Според мене тоа е некој затворен круг кој што не гледам како освен по природен пат преку пензионирање, преку завршување на мандатите нивни да се почне со чистење, да речеме. Го цитирам Бранко Геровски, еднаш напиша на оваа тема: не може да направиш омлет без да скршиш неколку јајца. Бидејќи во спротивно филмот е веќе гледан. Во суштина и само како вовет и на светско ниво, условно кажано, десницата и левицата функционираат по сличен начин како и кај нас. Личности кои што се склони кон тие неолиберални начини на изразување на своите емоции и ставови преку хистерија, преку барање, бесилки, па и во шарене имаше смрт со бесење, не знам, па на клоци дигање и така натака. Се на едната страна, на другата страна имаш малце подруг тип на размислување. И тоа не води до невладините организации кои што сега уште го опипуваат теренот, но лека по лека се регрупираат, се екипираат, се позиционираат во одредени портали, прават онакви широки граѓански организации, нели, кои што ќе реагираат на секој настан кој што има количина на потенцијал поради емоција за да привлекуваат повеќе луѓе и на крај тоа знаеме кај ќе биде и која ќе биде, како употребено и насочено. Ке го живееме или пак истиот филм за години од денес, како што беше претходно? Пред да одговорам директно на ова прашање, ќе се навратам малку на претходното. Со децении се зборува за одговорноста, за отчетноста, за транспарентноста, што се сложувам дека се едни од клучните прерогативи на едно демократско општество. Кога за прв пат едно владеачко мнозинство се одважи врз основа на дебата во собрание и врз основа на изнесени аргументи да се произнесе по однос на барање за интерпелација за членови на судски совет, за јавен обвинител, тогаш одеднаш токму овие групации, чадор организации, владино-невладини организации, кога велам владино, мислам владини, меѓутоа не на оваа домашна влада, на некои други влади, се жестоко се спротиставија на тоа. Така што очигледно е дека таа реакција е реакција на луѓе кои многу зборуваат за одговорност, меѓутоа не се спремни да се соочат со истата. И токму, ако идеолошки ги гледаме работите, таа левичарско-либерална идеологија како да е еден расадник на луѓе кои многу зборуваат, но малку прават по однос на сите оние елементи што се битни за да општеството се развива и да достигне еден степен на цивилизацијско ниво, за да не го гледаме истиот филм, да цитирам, и после 100 години. Орвел тоа како да го пишува тоа сценарио, како ослободителите и овој судството како пупка што ќе го
отвараше на крај станаа тираните, односно нели слободата е робство. Знаете, јас и би се навратил во однос на интерпелациите што ги спомна и Гордана. Мува не ги полаза, Лотко. Знаете, Собрание ти гласа интерпелација и овие еден од Ништо не се основните постулати или темели на една демократија е и системот check and balance. Според мене, интерпелацијата е токму дел од тој систем на check and balance, затоа што тоа е уставна категорија и уставот пропишува дека собранието може преку интерпелација да бара одговорност на носителите на функции кои што ги избира собранието. Така што јас не сум убеден дека една интерпелација треба да се третира на начин како што тоа го прават овие невладини организации или некои дипломати, затоа што тоа според мене е еден од елементите на тој check and balance и тоа е начин како властите, конкретно законодавната власт, може да врши контрола преку уставна категорија на судската власт. Не може никој да биде лишен од контрола. Особено не во вакви институции каде што гледаме дека постои некоја меѓусебна злосторничко здржување, убаво го кажа на почетокот. Да. Преку практични примери. Вилма Рускоска била шефица на Катица Јанева била шефица на обвинителство, Добрила Царска била председателка на Уставен суд, се уште е во Уставниот суд. За што зборуваме? И ке бараме зашто тие 2% се 2% и што требало да се направи. Мислам, повеќе од јасно е што треба да се направи. Но сега илузорно е илузорно е да се очекува тие самите меѓу себе да се отстрануваат. Односно да се не покажале до сега склоност. Но знаете, нивниот однос кон интерпелациите кои им беа изгласани зборува и за нивниот личен морален кредибилитет. Значи, ако оној што ја контролира вашата работа и кој е надлежен да ја оцени вашата работа, јасно и недвосмислено ви каже дека не ги задоволувате стандардите и вие веќе не ги исполнувате условите да бидете на таа позиција, а вие никому ништо следниот ден се дотерате, се средите и пак си дојдете на работа, тука нешто не е во ред со тие личности. Но од друга страна, ако утре започне постапка за разрешување на јавниот обвинител, пак ќе го слушам истиот хор на правдолюбиви неолиберали. После изгласана интерпелација се поставува прашањето зарем воопшто треба да има постапка за разрешување. Се согласувам, но очигледно мора да има. Очигледно мора да има. Нема, затоа што нема ни да има, бидејќи, знаете, треба тоа да произлезе од Советот за јавни обвинители. Како што кажав, илузорно е да се очекува дека тие самите против себе не си колва очи. Така. Дали е можда решение да бираме судии обвинители на избори, не знам, некако па да осеќаат страф од народот што ги бирал. Или па, бидејќи сега има многу тежок случајот за дискотеката Пулс во Кочани. Еве, јас од искуство вака и лично низ системот, нели, и од она што сум го гледал, просто не верувам дека судијата не е под влијание на општествената атмосфера. Не верувам. Дај Боже да грешам. Ама не верувам дека и како почна судењето, нели, со некои изјави ќе ја дознаеме, ќе откриеме вистината и така натака. Просто јас знам дека и црни ѓавол да е, има право на адвокат и на одбрана, така и на случајот треба нешто да се докажува, не да. Но не верувам дека може би бидејќи сме мала земја, не сме 300 милиони, па секој со секого се знае и поинаку радиација. Тоа е навистина една невидена трагедија од светски размери и тешко е да дискутира, посебно од луѓе кои не се директно инволвирани во предметот, но сепак сите ние како граѓани, како наблюдувачи на процесот, најмногу од се чувствуваме една емпатија кон семејствата и
Длабоко сочувство, што не е спорно дека го чувствува и судијата, а верувам и голем дел од обвинетите и адвокатите кои ги застапуваат. Но без оглед во која улога кој се јавува во судница, секој има права кои му се пропишани со закон. Дали има влијание? Не е спорно дека влијание има. Секој човек е под влијание на секојдневните настани. Вистинското прашање не е дали има влијание. Вистинското прашање е дали може да се одолее на влијанијата и да се има интегритет каде што произнесувањето ќе биде врз основа на она што ќе биде што ќе произлезе од постапката, а не врз основа на претходно преубедување. Инаку мислам дека нема човек не само во државата, туку и пошироко кој со расширени очи не ја очекува судската разрешница на овој предмет, бидејќи на вистина се работи за една невидена, незамислива трагедија и ова е еден голем тест за правосудните органи и за судот и за обвинителството и за адвокатурата како професија со јавни овластувања. Така што мора да бидеме, барем ние што сме надворешни посматрачи, воздржани во коментарите и да оставиме простор одлуката да се донесе во судница, а не на улица. Ако може јас да дополнам, значи еден од најголемите тестови за интегритетот на судиите, на судството е колку тоа може да се спротистави, да се одупре на тој јавен притисок. Бидејќи, како што кажавте сами, мала земја сме и ние барем сме сведоци да судиите носеа одлуки токму врз основа на тие некои очекувања кои што беа презентирани во тие медиумски линчови, пропаганди и слично. Меѓутоа, еве, да го земе примерот со Србија, значи ја баш со Гордана тоа пред некој ден дискутиравме, значи Србија не е нешто многу поголема држава од нас, меѓутоа ме изненади интегритетот на апелациониот суд кој ја укина првостепената пресуда во врска со масовното убиство на Крпач, на детево во школата. Ривникар, школата Ривникар. Значи, на таков голем медиумски притисок и интерес од јавноста и слично да се охрабри судот, најверојатно имало некакви процесни повреди таму, да укине таква пресуда, тоа говори дека судството во Србија има стварно интегритет кој што ние можеме да сонуваме само. Добар пример. И само да се надоврзам на моето излагање, значи неприфаќање на одредени предлози на обвинителството од страна на судот не значи по дефолт дека одбраната е во право со своите тврдења. Понекогаш тоа значи, не понекогаш, туку секогаш треба да значи дека обвинителството не се потрудило да ја аргументира својата теза. Значи, овој интегритет кај судиите мора да биде јасно издржан за да ги мотивира и обвинителите, обвиненијата кои ги застапуваат да бидат добро аргументирани и добро подкрепени. И тука ќе направам паралела со обвинението за 27 април. Значи таму се одеше, јас нели за среќа не бев дел од тоа обвинение и немав никакво својство во таа постапка, меѓутоа од јавноста беше очигледно дека таму се одеше на осудителна пресуда, меѓутоа улогата на обвинителството беше видена низ призмата на тоа дека мора да има некој процес низ кој ќе се стигне до пресудата. Така што обвинителот кој го застапуваше обвинението многу не се ни потрудил да ги разграничи действијата за секој обвинет, да има точно дефинирани казниви поведенија, кога, зошто, како се случиле, а потоа кога ќе ја направи таа скица во прилог на своите тврдења да обезбеди соодветни докази. Јас колку што можев да видам од медиумите, таму такво нешто баш и немаше. Ти можеш подобро да кажеш за тоа. Прво се судеа така наречените извршители, а после имаше предмет за така наречените организатори. Тој малце исто обратен. И ова сега што го кажа Гордана, мислам дека се случува за жал и со обвинението за кочани, бидејќи мојот впечаток е дека
Доволно е што нели целата јавност очекува осудителна пресуда и дека треба да има одговорност за сите актери што се на било каков начин поврзани со таа несреќа. И обвинението што гледам дека е поставено е направено на тој начин, значи дека не По желби на јавноста, така или па дека не е битно какво ќе биде обвинението, по кои одредби од кривичниот законник ќе биде обвинет било кој, дека тоа е само формалност и дека се знае каков ќе биде еден исход. пример. Во врска и со ова што кажав за 27-ми. Прво беше суден судење за извршувањето, а после за организаторите. Нели сега у Апсија одуја по таму 10 инспектори или така. Тие не се во предметот за Кочани. И сега како одбранава ќе се брани кога имаме сосема некои нови позиции со 10 нови луѓе кои што се далеку од започнување на судска постапка. Она што на крај сакам да кажам дека премногу смислам дека се комотни обвинителите, премногу се самоуверени, а судот тоа им го аминува без било какви приметби, и за да на крај можеби после години судење да испадне дека се е поставено на погрешна основа. За крај да се вратиме на почетокот. Имаше ли некои непристојни понуди од СЈО? Видете вака, директно и непосредно, морам јасно да кажам дека мене лично не ми пристапиле. Меѓутоа имаше добронамерни совети кои стигнуваа до мене преку луѓе од моето обкружување за кои очигледно некој проценил дека ќе ги прифатам како пријателско укажување, каде што ете така ми беа посочувани примери како некој поминал подобро, како некого го оставиле на мир, како и други кои биле на високи политички и владини функции не се во иста позиција како мене во моментот. Знаете така некои суптилни испитувања како јас ќе реагирам во тие моменти, и јас реагирав како што реагирав и приказната заврши како што заврши. Кога сме кај реакциите, како денес реагира народот, обичните луѓе со кои што ќе се сретнеш, ќе се разминеш по улица, бидејќи, заволјам вистината, бидејќи беше една од ретките кои што поминаа низ целата Голгота, нели, од старт до крај, за жал, доби симпатии за држењето, за стоичкото држење до себе во сите тие процеси, особено кога паралелно на сите им стануваше јасно која беше функцијата на СЈО. И што тоа, колку тоа ти значи од оваа перспектива? Па вака сега, понекогаш луѓето кои извршувале високи функции, откако ќе престане функцијата, откако ќе се изгасат светлата, се чувствуваат нелагодно како на нив ќе реагира јавноста, па дури и се воздржуваат од учествување активно во движење. Од јавно движење во кругови каде што се собираат повеќе луѓе во непознати средини. Јас можам да ви кажам дека во ниту еден момент не сум имала дилема како јавноста ќе реагира и што би се случило ако се најдам во непријатна состојба, затоа што досега не ми се случила никаква негативна реакција. Ми се случило непознати луѓе да ми придат, да ми изразат поддршка, да ми се представат, да ми кажат некој убав збор и навистина после толку време од оваа временска дистанца не можам да речам дека можеби требаше да постапам поинаку, напротив, мислам дека и тогаш мислев дека ги правам вистинските чекори, иако неспорно е дека претрпев огромна штета, но и денес мислам дека и покрај се не требаше да постапам поинаку. Во цитат, во човековата природа е луѓето да се восхитуваат на оној кој храбро ја прифаќа својата судбина. Мислам дека е Жан Расин, француски писател. Посакувам никош да не се случише тоа што се случи, но no crying over poor milk. Сега посакувам да ја дочекате
правдата во сите постапки, бидејќи поради функцијата поради минатото, тоа е значајно и за целата држава, значајно е за процесите кои што го одбележаа една цела епоха, односно ова што се случува изминативе десетина години е една многу чудна состојба на наоѓање на некоја држава, кога најлошото нешто е војна, во Украина денеска има војна отворена од Русија врз Украина, таму гинат луѓе и така натака, но и специјалната војна во која што има тортури на илјадници луѓе не може да се мери по 99,99% основи со вистинската војна кај што имаш загуба на живот, но специјалната војна во која што се прави тортура врз илјадници луѓе исто е за најголема осуда и секој гест на институција со интегритет кој што ќе придонесе кон разбистрување на нештата, да се знае кој бил со Третиот рајх, кој со партизаните, ќе добре дојден, верувам, од целокупното општество. Знаете, на многу луѓе, вклучително и на Гордана, во овие десетина години им беа многу права, да речеме, ограничени, укинати, лимитирани и слично, меѓу кои и правото на потрага по среќа, би кажал. Тоа е едно од правата, од трите права кои што се дел од Декларацијата за независност на Америка. На Pursuit of Happiness. Да, и знаете, доволно не е само проблем што вас неосновано ве обвинуваат, ве прогонуваат, ве носат по судници и слично, меѓутоа вие и Гордана и многу луѓе едноставно не можат нормален живот било каков да имаат. Значи не можат буквално да планираат што ќе се случува во следната недела, а уште помалку подолгорочно. Живеат од денес за утре, постојано во грч, постојано во грижа за најблиските, за себе си. И тоа е нека ненормална ситуација, Пресија, која што е најтрагично што е предизвикана од сопствената држава. Значи, ја бев во една ситуација ставен во позиција да кажам не важи веќе општествениот договор, си го враќам назад мојот суверенитет од државата, бидејќи државата е мојот најголем душман, државата ми го прави најголемото зло и јас сопствените права ќе си ги бранам сам, не ми треба државата. И така има некој резигниран однос и се дорека не се воспостави таа првобитна состојба, се дорека не се направи рехабилитација, се дорека не се, што исто битно, да се санкционираат сторителите, мојот однос кон државата ќе продолжи да биде таков. Затоа што убеден сум дека било која соседна држава, доколку не окупирала или администрирала, помало зло ќе ни нанесела од нашата собствена држава, каде што плаќаме даноци, каде што сме биле лојални, правно лојални граѓани, и тоа да ни се враќа на ваков начин, тоа е недозволиво. И се надевам дека ќе дочекаме да се вратат состојбите на таа првобитна основа. Може да се подпишам само за овие зборови. Па јас еве за крај, можеби бидејќи мислам дека веќе со времето сме при крај. Завршни зборови, така? Убави завршни зборови. Овој пат не. Да. Би сакала да кажам дека секако дека сите овие процеси и целиот овој период првенствено го гледам низ личната призма. Меѓутоа, пошироко гледано, го гледам и низ една општествена призма. Овие процеси во кои јас лично се најдов, но се најдоа во иста или слична ситуација и други луѓе. Е многу важно да ја добијат својата завршница, за да како општество испратиме една порака дека општеството ги препознава оние кои ги прекршиле човековите права, дека ги прекорува, дека тоа е неприфатливо поведение, дека дури еве и да нема кривична одговорност, не знам дали ќе има, мора да има општествена одговорност за прекршувачите на човековите права. Секој оној што неоправдано, неправедно
му создал немир, на некого му одзел некое право, мора да биде прозван за тоа. И само така ќе дојдеме и до реформи во општеството, да станеме едно подобро, похумано општество, но тоа е патот и за реформи во судството. Се додека судија не биде изведен пред правдата заради своето погрешно однесување, заради штета што му нанел на некој од странките во постапката, ќе постои таа комоција дека Тоа е нормално, судството е независно, така функционира. судиите судат по слободно судиско убедување. Да, добро би било да е така. Меѓутоа, ние имаме докази, имаме конкретни ситуации на кои сите сведочиме со години наназад дека судиите не судеа по слободно И судиско поротници кои убедување. што и јавно признале дека пресудата им била дадена само да ја потпишат на 5 минути пред да биде изречена, уште е една сличност во начинот, во модус операндито и за Тенк, и за 27 април. Но Пандорината кутија одамна е отворена, надежта е она што останува и искрено верувам, се надевам и верувам дека ќе се движиме кон период на поголема активност во однос на нормализирање на животот во оваа земја, а тоа подразбира и нешто да се случи во насока на подобрување состојбите во судско-обвинителскиот систем. Благодарам за одвоеното време, благодарам за споделените искуства, емоции, размисли и да се видиме следен пат со нови победи во Страсбург, може така? Може. Благодарам за Владко поканата, Илиевски. ми беше задоволство. Исто и мене, се гледаме во следна прилика. Фала ви што останате со нас до самиот крај. Верувам дека овој разговор ги задоволи вашите критериуми и очекувања. Следна средба утре по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте сопствени заклучоци. Добро нек Македонија, главата горе.